Значи, вака, прво да го завршиме претходниот циклус на информирање за првите пациенти, односно за вработената на инфективна клиника која беше во текот на својата работа инфицирана. Пациентката е стабилна, добра, опоравувањето е во тек и веќе не очекуваме компликации, се надеваме дека така и ќе заврши оваа нејзина болест. Во саботата вечер е донесен суспектен пациент за Конго Кримска од Велешката болница. Во текот на вечерта е неговата дијагноза потврдена. Пациентот е хоспитализиран кај нас, он е во добра општа состојба. Се жалел на неколку дена наназад, 5 дена наназад, на покачени температури, на главоболка, на мускулно-зглобни болки, поради што и побарал лекарска помош. Во смисол на клиничката презентација на болеста нема многу повеќе што да се каже за пациентот, тоа е само на што се тој жали. Лабораториските анализи се беа со едни намалени тромбоцити во тек на вчерашниот ден, меѓутоа со соодветната субституција и редовната комуникација, знаете дека ние ова го третираме мултидисциплинарно во консултации со колегите од трансфузиологија, дадена е субституција, денешните анализи се практично уредни. Но тоа не значи дека нема да имаме тек и развој на болест, се надеваме поволен како што беше и кај претходната пациентка. Значи пациентот е стабилен и се следи навистина под лупа за се она што би требало да се додаде во неговиот третман на симптоматска и супортивна терапија. Човекот доаѓа, рековме, од Велешката околина. Можниот начин на зараза е рибарењето негово покрај еден дел на Вардар, каде што има доста влага, каде што има непроодно на трева, високи трња и така натаму. И тоа е една од опциите каде би можел да биде заразен. Епидемиолозите, како и ветеринарната служба, Агенцијата за храна и ветеринарство, факултетот се вклучени во оваа наша, да речам, во овој наш дијагностичко епидемиолошко следење на Конго Кримска во Македонија и се на терен во смисол на заловување на инсекти и на нивно испитување понатаму. До текот на овој ден вечерва веруваме дека ќе имаме и резултати од овие испитување, па во текот на утрешниот ден и комисијата да ги разгледа за заразни болезни, да ги разгледа сите возможни детали врзани со појавата на Конго-кримска инфекција после толку многу години во нашата земја. Бил каснат од крлеш или од друг инсект? Значи, Конго-кримската го пренесува крлеш. Тоа е едно. Конго-кримската може да биде пренесена и од конзумирање на несоодветно или нетретирано млеко, месо од заразени животни. Најчесто се пренесува кај луѓе кои се професионално оптеретени. Здравствени работници во текот на работата со излачевините од пациентите, сточарите, риболовците, ловџиите со директни укасувања од инсекти, оние кои ги колат и обработуваат месните продукти на евентуално заболени животни. Тоа е начинот на пренос. Кај овој пациент, он свесно не дава податок дека забележал укаснување на крлеш, што не мора секогаш да биде и забележано од човекот кој е укасан. Има една рана која може да биде рана од укасување на крлеш, меѓутоа тоа го заклучуваме индиректно и клинички. Тој самиот не е свесен дека бил каснат од крлеш. Неретко се случува и такви ујети. Дали има контакти пациентот, дали некои во однос на контактите епидемиолошката служба, битно е да знаете дека целокупниот здравствен систем, така наречена One Health Approach, е активиран во државата. Значи, од Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, Клиниката за инфективни болести, центрите во државата, епидемиолошките служби, се сите, како и побарана помош од ветеринарните агенции во државата, се сите на иста линија и ја работат секој својата работа во смисол на комплетирање на целокупната возможна слика што можеме да ја добиеме.
епидемиолозите веќе имаат направено анкетни листи, излоцирано контакти со пациентот и покрај неговото 4-члено семејство, кое е под медицински надзор се разбира, уште 5 колеги кои работеле со пациентот во Вилешката болница се под медицински надзор. Мислам дека тоа веќе дефиниравме што значи медицински надзор и како тој се одвива. Пред нас е време кое треба да го следиме и да го гледаме. Она што може би треба да се искористи вашите микрофони и камери е да, со обзир на тоа дека навистина топло и луѓето се во природа, а сепак станува збор за сосема различна локација на појава на инфекција од претходната, треба да бидат предострожни. Зборувам за рибари, кои треба да носат високи чизми, светла облека, каде што полесно може да се забележи инсект, ловџи, оние кои планинарат со високи чизми, со високо качени чорапи, здравствените работници никако, ама навистина никако, да не го забораваат основниот редовен протокол за заштита при работа за секој пациент. И за сега не е тоа доволно. За сите останати евентуално потребни мерки ќе се извести накнадно и ќе се даде инструкција што и како ќе се работи. Станува збор за два неповрзани случаи од два различни краја, меѓутоа дали изминатите денови имате и други суспектни случаи, бидејќи овој самиот бил суспектен со клиничка слика која наликува. И за тоа беше известено. Институтот за јавно здравје редовно известува. Имавме на крајот од периодот за медицински надзор, имавме уште една колешка која беше тестирана со една субфебрилна температура и која беше негативна. За се тоа до сега што сме обработиле, што било суспектно, сме ве информирале и ова се крајните бројки што ви ги кажуваме. Тоа е природата. Циклусите во природата се јавуваат повремено. Јас, ако сум добро информирана, веднаш после нашиот прв случај и Албанија пријавува во CDC еден случај кај нив. Целата оваа состојба сигурно и на повисоко регионално ниво ќе се следи, ќе се гледа и што треба да се превземе, ќе се превзема. Значајно е дека нашиот систем е во функција комплетно од првиот чинител до последниот во секој со својата улога во следењето на оваа состојба. Рековте само во овој момент, до крајот на денот се очекуваат некои резултати, тоа се од инсекти. Од Инсекти ќе истражуваат инсектите, зошто баш веднаш тие региони? се заловуваат, тоа го прават колегите ветеринари, веднаш замина и со епидемиолозите и уште во Штипско и се нивниот процес е малце другачи од хуманиот и треба да им оставиме простор и време да ја сработат својата работа. Дали е жариште фактички тој предел таму? Јас не би дискутирала со терминологија која може да биде и погрешно разбрана, затоа сакам да бидам многу прецизна во тоа што го кажувам и тоа што го кажувам да се свати само така како што сум го кажала, а не другачие. Сепак треба да оставиме малце време и на ветеринарите кои ни се од огромна помош во секој случај на зооноза.